Почитувани, вие ги следите регионалните вести. Во Тетовско и натаму не се спроведуваат конкретни мерки и решенија против големите загадувачи на воздухот. Невладините организации апелираат властите да изработат студија и конкретни мерки за изворите на загадување. Индустриските капацитети во Тетово работат без никаква контрола. Дивата депонија на влезот од градот се уште не е исчистена, улиците не се мијат редовно, а сообраќајниот хаос никако да се стави под контрола. И во зимскиот период, кога аерозагадувањето најголемо, локалните власти во Тетово не преземаат конкретни решенија против изворите на загадување. Не гледам да се презема нешто, пошто воздухот е загаден. Па многу автомобили има како прво. Се прават згради на свака улица, згради, нема воздух, нема проветрување, нема ништо. Ништо не се презема, никаква одговорност ни од општината, и народот е некултурен. Од невладината Go Green велат дека најпрви властите треба преку студија да ги откријат најголемите загадувачи на воздухот, па потоа да донесат низа превентивни мерки против аерозагадувањето. Свесни сме дека иако Југохромеве не работи, загадувањето на воздухот се уште постои. Но проблемот е пак, ќе кажам дека не знаеме ни од каде ни доаѓа најголемото загадување. Ако тоа се открие, тогаш можеме да направиме по-конкретна стратегија. Дали тоа би било во домакинствата, да видиме што можеме да направиме тука, да се зголеми, можеби да се зголемат субвенциите за пелети, за ефикасни печки, да се направи нешто околу сообраќајот во Тетово, затоа што ние се соочуваме со еден урбанистички хаос во нашиот град. И покрај состојбата на терен од општина Тетово велат дека редовно се мијат градските улици и тротоари. Оттаму посочуваат дека објавен тендер за изградба на претоварна станица за отпад, со што конечно би се решил проблемот со дивата депонија во Тетово, каде комуналното предпријатие со години го претовара сметот. Замислено е да таа нова претоварна станица биде во затворен објект и да се врши примарна селекција на собраниот отпад во таа претоварна станица, што и во голема количина мислиме дека ќе биде намалено количеството на отпад кој ќе се транспортира до депонијата во Русија. Од Инспекторатот за животна средина велат дека редовно прават контроли на индустриските капацитети за неработењето според еколошките норми, најчесто како што посочија, издаваат опомени решенија за прилагодување на стандардите за работа, но засега не е казнето ниту едно правно лице, иако во Тетовско нема фирма која има извадено бе еколошка дозвола, која најчесто треба да ја поседуваат средните предпријатија. Следната информација ни доаѓа од Гостивар. Од почетокот на годинава во болницата во Гостивар се родиле околу 700 бебиња, што е за 100 помалку од лани. Тоа не значи и голем пат на наталитетот, ако се знае дека околу 200 гостиварки годишно се породуваат во медицински установи надвор од Гостивар. Бројката на новороденчиња во Гостивар бележи опаѓање. Статистиката на гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница покажува дека од почетокот на годината во Гостивар се родени нешто повеќе од 700 бебиња. Споредено со истиот период од лани ги има 100 помалку. Сепак лекарите сметаат дека тоа не значи и толкав процент на намалување на наталитетот во Гостиварско, туку се должи на фактот што се поголем број мајки се решаваат порадувањето да го направат во здравствена установа надвор од Гостивар, најчесто во Скопје или во Тетово. Ова сигурно не е реалната бројка, пошто јас во соработка со матичната служба и вакцинациите во Гостивар имам податоци дека нивната бројка е малку повисока од нашата бројка која ние соопштуваме тука во нашето одделение, а тоа се должи на раѓањата кои се извршуваат надвор од нашиот град или нашата болница. Проценката е дека околу 200 гостиварки годишно своите бебиња ги раѓаат надвор од градот. 2016 во гинеколошко-акушерското одделение на Гостиварската болница ќе се памети по раѓањето на тројка, случај во Гостивар прв после цела една деценија. За разлика од единствената тројка, годинава во болницата биле родени 7 пара близнаци. Приватните универзитети се почест избор за изучување на постдипломските студии на студентите. Овој образовен тренд во последните години ги елиминира предрасудите кон ваквите високообразовни институции.
Студентите се повеќе се решаваат нивните постдипломски студии да ги продолжат на приватните универзитети во земјава. Со тоа се елиминираат предрасудите и отпорот кој доскоро беше присутен во општеството, а се однесуваше на новите приватни високообразовни институции. Практична настава, помал број на студенти во група и поголема ефикасност. Ова се главните причини поради кои тие замижуваат пред повисоките цени за упис на приватно. Бројките на Државниот завод за статистика говорат за тоа дека од година в година расте ваквиот тренд. Така ако разликата помеѓу запишани студенти на приватни и државни универзитети во академската 2013-2014 година била 607, во 2014-2015 година била 1675. Ова академска година пак на постдипломски студии на приватните универзитети се запишале дури 3034 студенти, што е за 1247 повеќе од бројот на студентите запишани на државните универзитети, чија бројка пак изнесува 1787. Значи, ние се водиме од нашите статистики и секогаш, значи, се споредуваме и со другите, посебно со државните универзитети. Ние како еден посебен универзитет кој се водиме, значи, во таа посебна рамка на закон, значи како јавен, приватен, непрофитен универзитет, како универзитет на Југоисточна Европа. Ова преди се, мислам, зборува за тоа дека ние сме конкурентни, посебно во делот на постдипломските студии, дали се работи за магистерски студии, значи втор циклус на студии, или пак се работи за докторски студии, значи тука сме некаде во таа предност поради едноставна причина што, например, студиските трошкови се приближно исти, но квалитетот на настава, присутноста на меѓународни професори, значи од угледни меѓународни универзитети, и другото, значи, сервисирањето, па потоа предавањата и се тоа што се случува околу наставата, значи, зборува за тоа дека ние сме некако поприфатливи како универзитет меѓу оваа популација која веќе е решена, значи, за постдипломски студии. Програмите кои се изучуваат на приватните факултети, вклучувајќи го и Универзитетот на Југоисточна Европа, ги прават студентите поконкурентни на глобалниот пазар, смета Бајрами. Овие студенти учат на студиски програми кои се хармонизирани со програмите во Европска Унија. Значи, овие студенти се подготвуваат за еден поширок пазар од нашиот, не само локален, значи државен пазар, или пак регионален, туку за еден општ, би рекол, европски, па чак и глобален пазар на трудот. И токму тоа, значи, ги привлекува да дојдат на универзитетот од типот на нашиот универзитет, како што е Универзитетот на Југоисточна Европа. Постдипломските студии ја опфаќаат 5-тата година од високото образование и се составени од области кои го способуваат кандидатот за самостојна научно-истражувачка работа со добивање на титула магистер. Невладината Цивил, која парламентарните избори ги следеше со своји наблюдувачи, одржа прес во Гостивар. На пресот беа образложени забелешките и барањата на организацијата врзани со изборниот процес. Имаме речиси 38.000 неважечки гласачки ливчиња во кои веруваме дека постои барем половина мандат, што се вели, односно во шеската имаме 3.800 неважечки гласачки ливчиња на таа мала излезност, помала во споредба со другите. Сметаме дека тука има многу нерегуларности, веќе имаме индикации за тоа дека дел од тие неважечки гласачки ливчиња всушност се важечки. Имаме огромен број индикации за фантомски гласачи, кршење на изборниот молк, полнење на гласачки кутии, семејно и групно гласање и сликање на гласачкото ливче во сите тие избирачки места. Бараме да се прегласа, баравме. Сега тоа е веќе помината приказна, меѓутоа сметаме дека е многу важно за граѓанките и граѓаните и на Гостивар и на регионот да знаат што се случуваше и да знаат дека тоа не смеат да го дозволат во иднина.
се работи за тоа дека во овие 30 избирачки места имаше многу тешки прекршувања на изборниот законник и на изборните процедури. И сметаме дека тие треба да бидат прегласани. Побаравме од изборната комисија, Државната изборна комисија да ги согледа нашите наоди, не мора да значи дека ќе постапат по сите, меѓутоа барем да ги погледне. Очигледно не ги ни погледнале. Две сообраќајни незгоди предизвикани од кучиња бездомници се случиле во Тетовско. Причина и за двете незгоди е необезбеден автопат што им овозможило на животните непречено да влезат и да се движат. На автопатот Скопје-Тетово на влезот во Тетово, односно во близина на клучката Север, вчера околу 15 часот патничко возило Ауди со тетовски таблици што го управувал 37-годишникот Копачин Дол налетало, удрило и усмртило куче бездомник кое неконтролирано се движело по коловозот. Нема повредени во возилото, додека причинетата материјална штета од удирањето во кучето се проценува на 150.000 денари. 20 на минути пред тоа, исто така на автопатот Тетово-Скопје во близина на клучката Групчин, патничко возило Мерцедес, управувано од 21-годишен кумановец, удрило и усмртило куче. И во оваа сообраќајна несреќа нема повредени, а вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Причина и за двете несреќи е необезбеден автопат, што им овозможило на животните непречено да влезат и да се движат. Со несмалено темпо и динамика, засилените сообраќајно-контролни активности во Тетово и Тетовско продолжуваат и неделава. Во вчерашните откриени се 9 возила со истечена регистрација, 10 возачи без дозволи, 8 погрешно паркирани и подигнати возила, како и 1 возач почетник. Утврдените прекршоци заокружени се со 24 прекршочни и 27 мандатни платни налози. Две кражби регистрирала тетовската полиција. Се работи на расчистување на случаите. 25-годишникот Тетовско Жеровјане вчера пријавил тешка кражба во куќата на неговиот 63-годишен чичко, која била извршена ноќта помеѓу 14 и 15 овој месец. За сега непознати сторители ја скршиле цилиндер бравата, влегле внатре, целосно ги пребарале сите простории и од регал во едно од спалните на вториот кат од куќата, поточно од украсно куферче, одзеле повеќе парчиња разновиден златен накит, ќустек на раквици, прстени и друго, женски часовник, бижутерија, 200 швајцарски франци и машки капут. Со одземеното незабележани од никого ја напуштиле куќата, противправно стекнувајќи се со имотна корист, која се проценува на 180.000 денари. По извршениот увид се работи на расветлување на пријавеното и откривање на сторителите. Од СВР Тетово информираат и за уште една кражба. Вчера во периодот помеѓу 8 и 14 часот и 30 минути, без да е оштетата алуминиумската влезна врата, за сега непознати сторители извршиле кражба во станот на 31-годишен тетовец, лоциран на улицата 180 во Тетово. Откако целосно ја пребарале внатрешноста на станот, од комода во спалната одзеле околу 300 евра, а од дневната соба телевизор и лаптоп. Пошто незабележани се оддалечиле од станот. Имотната корист во оваа кражба се проценува на 30.000 денари. Извршен е комплетен увид и се преземаат мерки и активности за расчистување на кражбата. Детскиот поет Илија Петровски продолжува неуморно да твори. Покрај својата 10-та стихозбирка Светот е убав, тој најавува и нова книга. Детскиот поет Илија Петровски своето творештво го круниса со својата 10-та книга, а има материјал и за нови книги. Светот е убав, објавена во 500 примероци, содржи 60 песни за деца. Петровски најчесто во нив пишува за она што го чувствува и за она што го обкружува. Во подготовка е 11-та, која ќе излезе исто така пред новава година. Ова 10-та книга што содржи колку песни, на која тема? Околу 60 на песни, теми, различни циклуси, неколку циклуси се, како да ви кажам, од опште, од животот, од битието, од луѓето, од пријателите, од сите теми се застапени. Например, јас имам едно првачиња, тоа е секој не. Сите првачиња, сладки колачиња, нежно милуваат со своите рачиња. Тие се малечки, не го знаат патот, на школа ги водат мама или тато. Таму ги пречекува учителка драга, им влева знаење, им дава снага. Значи, темите да бидат секојдневни. Видите, тоа сум го разговарал со господинот Стојан Тарабуза, го поздравувам, ми даде голем поттик.
за да проложам дека сум квалитетен поет. И тој ми рече, Илија, најубаво е да се пишува за она што го чувствуваш, што е околу тебе. Значи, не да фантазираш, бидејќи овие сте сепак песни за деца. И јас тргнав по тој пат, стигнав до 10-та, 11-та, а имам материјал уште за 1-2 книги, ако ме послужи здравието. Колку овие песни наоѓаат интерес кај читателската публика и вашите книги? Јас на лагер немам ни една книга. Ево овдека донесов 2 примерока, од другите некои имам само по една, колку да ја имам во мојата библиотека. Значи, одма се распродават, не можем да постигнем некој пат и да барањата се поголеми. За поетот Петровски задоволството е големо кога се твори за деца. Тој вели дека тие се најголемото богатство, но и дека книгата треба да биде дел од секојдневието на секое дете. За мене прво задоволство. Јас сум многу задоволен, поготово кога творам за деца. Ми се чини поневино, нерасипано од детето нема. Мислам, детето е најчисто. Најповеќе пишувам за деца и кога имам со мене книги, одам низ градов, ако им сретнам некое дете, со мајка, со тетка, јас со задоволство му подарувам една книга. Бидејќи јас сум растен по детските домови. Од 4 детски дома, од дете до 20 години. И јас децата не можам да ги заборавам никој пат, во никој случај. Тие за мене ќе бидат деца и јас ќе бидам дете додека сум жив. Многу работи се неопходни и потребни. И игра, и забава, и спорт, и телевизија, и цртани филмови. Меѓутоа, книгата треба да биде неопходна. Книгата може да ја читаат тие, нивните деца и нивните внуци, ако се користи правилно и се чува правилно. Книгата треба да е неизбежна. Инаку Илија Петровски објавувал песни за деца во списанија, а негови песни се презентирани во повеќе телевизиски и радиски емисии. Од 1987 година е активен член на литературниот клуб Кирил Печиновиќ. Автор е на збирките Песни за деца, Децата сонуваат убавина, Топлината на детското срце, Да растеме среќно, стиховите распеани за деца насмеани, Богатството на природата, За сите деца, Детството убавина, Дечиња бисерчиња и Радосно детство. Судиката Татјана Михајлова не дозволи во судскиот случај во кој обвинети се екс-премиерот Никола Груевски и екс-министерот Милијана Киевски за насилство во општина Центар да сведочи загрозен сведок. Исто така и како доказ не ги прифати доказите кои произлегуваат од бомбите, односно од незаконски прислушуваните комуникации. Судиката својата одлука ја образложи дека доказите кои произлегуваат од незаконско прислушуваните комуникации се незаконски обезбедени, а одлуката да не дозволи да сведочи загрозен сведок ја образложи дека за ова кривично дело не бил предвиден ваков сведок. Откако судиката ја соопшти одлуката, го заврши подготвителното рочиште, а главната расправа ја закажа за 22 февруари, кога исказ треба да дадат обвинетите. Покрај тоа што новинарите немаа можност да му го слушнат гласот на екс-премиерот Никола Груевски или на останатите обвинети, тие не дозволија ниту да бидат фотографирани или снимани. Во случајот за насилството во општина Центар кој го отвори СЈО, прво осомничени се лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски. Според СЈО, прво обвинетиот Груевски побарал, а Јана Киевски прифатил преку партиски членови да извршат грубо насилство врз градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски и врз членови на Советот на општината. Грчкиот парламент изгласа давање помош за луѓето со ниски пензии, една од две иницијативи за поддршка објавени од страна на премиерот Алексис Ципрас и предизвика нови тензии меѓу Атина и незините кредитори. Помошта беше одобрена од 196 пратеници од различни партии од присутните вкупно 257 народни избраници. Мерката предвидува доделување на додаток за декември на пензионери кои примаат под 850 евра месечно. Помошта изнесува вкупно 617 милиони евра. Другиот вид на помош предвидува да се одложи зголемувањето на ДДВ на островите во Егејското море, каде што има голем број бегалци.
Операцијата за евакуирање цивили и борци од последните делови на Алепо, кои беа под контрола на бунтовниците, денеска е суспендирана. На местата каде што се наоѓаат автобусите за евакуација се чуле 4 експлозии. Шефот на турската дипломатија Мевлут Чавушоглу претходно на Твитер напиша дека 5 конвои евакуирале повеќе од 7000 лица. Светската здравствена организација соопшти дека на хуманитарните организации без какво било објаснување им е речено да го напуштат источниот дел на Алепо, откако е суспендирана евакуацијата на цивилите и на борците од тој дел на градот. Во следните неколку месеци Европската Унија ќе се обиде да организира самит ЕУ Турција, изјави доцна синоќа председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Тој нагласи дека од лидерите на 28 земји членки на ЕУ добил мандат да работи на организирање на ваква средба. Во ЕУ постои истравување дека Анкара би можела едностранно да се откаже од договорот за запирање на мигрантскиот прилив склучен меѓу двете страни во март годинава. Израел уништил во 2016 година вкупно 866 објекти, при што без дом останале 1221 палестинец, од кои половината деца. Меѓу разорнатите објекти има и такви кои се изградени за палестинците на Западниот брег по различни програми и како помош од Европската Унија со вкупна вредност од 536.000 евра. Законот во Велика Британија кој овозможува примена на технологија за генетски модифицирани ембриони доби финално одобрување од специјализираната здравствена служба и веќе е во сила. Така Британија стана првата земја во светот која овозможува бебиња со практично тројца родители, пренесува Euronews. Велика Британија беше и првата која овозможи генетски експерименти со јајцеклетки. Технологијата представува замена на митохондриите кои ги пренесуваат наследните болести кај бебето со здравиот ДНК на трет човек. Од сега тоа може да спречи раѓање на деца со ретки и смртоносни митохондријални болести и постепено воопшто да ги избрише овие болести од генетскиот код на луѓето. Научниците на Универзитетот во Њукасал, каде е развиена технологијата, коментираат дека веќе има однапред закажани оплодувања. За сега постапката ќе се врши само кај околу 25 жени годишно. Денес имавме сончево и студено време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од -5 до 0 степени, а дневната од 0 до 6 степени. Утре не очекува сончево и студено време со мала до умерена облачност. Утринските температури ќе се движат од -7 до -1, а дневните од -1 до 7 степени. Тоа беа информациите кои ви ги подготви информативната редакција на Радио и телевизија КИС. Од мене пријатно.